Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхиселам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. रुत खिज़ां की बदलने लगी हर घड़ी, सहन गुलशन पे जैसे निखारा गया, जो शजर थे वो सारे हरे हो गए, शाखे गुल पे नया बरगोबारा गया. Тие не сакаат побожноста и сожалувањето да се шират во светот, бидејќи тоа би било против нивниот сопствен интерес. Според тоа, исламот сега е обкружен со тешкотии. Срцата на повеќето луѓе се мртви и не се гледа напредок кон богобојазноста. Напуштен е патот на умереноста, дури постои и секта која ги обожава гробовите на светите луѓе и ги обликува, прави таваф, како што се обликува околу Каба. Тие веруваат дека душите на нивните мртви светци се seможни и дека моќта од Бога е префрлена на нив. Околу повеќето такви гробови на свети луѓе се изградени куќички, текии, и нивните чувари од нивните следбеници очекуваат да ги обожаваат. Ако се распрашувате за чудо, ќе ви бидат наведени илјадници чуда на светците, без најмал доказ. Сметајќи дека ова е суштината на исламот, луѓето од таквите секти сметаат дека сите други муслимани залутале. Додека овие луѓе одат во една крајност, тука се и други кои одат во друга крајност, преминувајќи ги сите граници во своето негирање на духовните благослови. И да не заборавиме за достоинството на светците, тие немаат ни најмало почитување кон пратеништвото. Не прифаќаат чуда, ги смејуваат и им се подсмеваат и сметаат дека објавата е производ на сопствениот ум на примателот и дека произлегува од својствените умни способности. Тие сметаат дека претскажувањата кои не се резултат на собствената далековидност на личноста и кои потполно му припаѓаат на кралството на невидливото, се неможни. Веруваат дека никаква објава не се спушта од Бога, дека нема вистина во чудата или претскажувањата. Гробовите на мртвите се само могила од земја и немаат никаква врска со душите, и дека денот на оживувањето е само мит кој потекнува од времето на незнаењето, и дека грижата за ахиретот, идниот свет, е чиста безсмисленост. Тие веруваат дека целата мудрост лежи во стекнувањето на материјална корист и наследство, и ги имитираат оние кои се бездушни во своето постигнување на овосветските интереси. Тие се екстремните гледишта кои ги имаат муслиманите наспроти пратеништвото и оживувањето. Дури и во секојдневното однесување наоѓаме муслимани во една или во друга крајност. Ним им недостига чувството на умереност во зборовите, постапките, моралот, бракот, разводот, штедливоста, разфрланоста, лутината, милоста, осветата или простувањето. Тие се во необичен процеп. Нивното незнаење нема граници и нивните престапи не знаат за граници. Ако овие луѓе кои го дигаат знамето на тевхид, единството на Аллах и на умереноста, ги преминале сите граници, од каква корист е врисокот поради состојбата на луѓето од другите вери? Христијаните го населуваат оној дел од светот кој е познат по своите необични интелектуални способности. Тоа би требало да биде извор на голема надеж, но за жал,
Мора да се каже дека кога работата се однесува на религијата и на Божјото единство, тие го изгубиле своето стекнато знаење за науката и филозофијата. Кога ги гледаме нивните светски проекти и нивните систематски методи и практично секојдневните изуми на новите дејности, и кога го посматраме нивното разбирање на сомилоста од Бога вредно и дека понизниот човек го сметаат за господар на световите, не можеме да разбереме како нивниот интелект може да работи така сјајно во светските работи, а потполно ги издал кога дојде до препознавање на Бога. Разликата меѓу екстремните мислења на муслиманите и христијаните е во тоа што муслиманите посегнуваат за правата на другите луѓе, а христијаните од друга страна се огрешуваат од Божите права. Муслиманите повеќе немаат љубов и сожалување за своите ближни, затоа што нивното сваќање на џихадот ги стегнало нивните срца. Навистина, злобни и опаки луѓе помеѓу нив се спремни да убиваат невини луѓе поради мала лична корист или поради некои шејтански инспирации, и тие не се стегаат од понижување на луѓето, ниту од одземање на нивниот имот. Не земајки ги во предвид овие неопходни човекови права, тие го валкаат самиот углед на човечноста. Што се однесува до христијаните, тие на секој можен начин се огрешиле од правата на seможниот. Неразумно зеле понизна личност да биде нивни Бог, а не се ни близу кон постигнувањето на таа цел, односно кон спасението. Ако верувањето дека распнувањето на Христос бил единствен лек за да се ослободат од гревовите, зошто тој не успел во случајот на европјаните, кои се впуштаат во такви грешни постапки, човек да се срами дури и да зборува за нив? Тие во гревот и во престапот отишле далеку и не можеме да кажеме дека се помалку неморални од азијците. Имајки го во предвид сето тоа, зошто овој лек, кој е надвор од употреба, не бил заменет? Дури и во овој краток живот, секој лекар и пациент водат сметка за тоа дека лекот, ако не успее да го даде посакуваниот резултат во текот на една недела или слично, треба да биде заменет. Зошто тогаш овој лек на распетието не е надоместен до денес, иако неговата делотворност очигледно не се покажала? Дали е добро да се верува дека после 1900 јалови години верата во распетието може да постигне вистински спас? Наспроти фактот дека досега никакви знаци не се појавиле, дали е се уште мудро да се истрае во надежда дека ќе дојде времето кога христијаните ќе се воздржат од злото и од давањето кон пиењето и неумереноста повеќе од луѓето од другите вери? Секој кој живее во некоја европска земја може да сведочи за тоа дека во одредени делови од континентот повеќе не го сметаат блудот за грев. Навистина, било која свесна личност која некогаш ја посетила Европа и поминала некое време во Париз или во други градови, може да сведочи за тоа. Тие животот со повеќе жени го сметаат за недопуштено, а не гледаат ништо погрешно во фрлањето поглед и посакувањето на друга жена. Во Франција можеме да најдеме илјадници жени кои не чувствуваат потреба да се омажат. Дали сето тоа произлегува од тоа што се откриени некои нови изреки во Библијата, кои овие нешта ги прикажуваат за законити, или затоа што крвта на Исус имала спротивно дејство и ветувањето за искупување не е исполнето? Факт е дека тоа никогаш не бил исправен лек, затоа што смртта на една личност не може да има никаква врска со избавувањето на друга. Всушност, сите благослови потекнуваат од живиот Бог, а не од мртвиот. И светлината сјае кога излегува сонцето, а не кога заоѓа. Неуспехот на овој лек да даде избавување од гревовите исто така докажува дека начелото дека Синот Божи го дал својот живот за таа цел не е исправно. Ние никогаш не можеме да му препишаме смрт на Бога,
според што тој го жртвува својот собствен живот, а сепак не успева да ја постигне својата цел. Исто така е спротивно на вечниот Божји закон себе си да се подложи на смрт, смртност, слабост и понижување и да биде роден од матката на жена. Не постои никаков претходен пример кој би го потврдил овој концепт. Би било задоволително да се знае дека Бог доживеал слични раѓања неколку пати претходно. Ниту тоа е докажано преку некој вид божествени чуда, кои човекот никогаш не може да ги покаже сам од себе. Освен тоа, ова начело не ја постигнало својата цел. Зарем не е вистина дека луѓето од Европа претерано се впуштаат во алкохол и разврат, два главни грева кои ги задоволуваат блудните страсти, и зарем не е вистина дека повеќето мажи и жени во Европа ги прават овие два грева? Нема да биде претерано да се каже дека Европа ги надминала народите на Азија во конзумирањето на алкохол. Во Европа продавниците кои продаваат вино се така вообичаени што нивниот број е поголем од сите продавници во нашите градови и села. Искуството покажува дека алкохолот е корен на сите зла. Тој во моментот ја превртува личноста во состојба во која е спремна дури и да изврши убиство, а да не спомнуваме и за други гревови кои идат заедно со тоа. Јас безусловно прогласувам дека пиењето и стравот од Бога никогаш не можат да одат заедно и не може да се смета за мудар оној кој не ги разбира злите последици од конзумирањето на алкохол. Друга опасна работа на алкохолизмот е дека не може секој да се откаже од него откако му стане навика. Ако крвта на Христос не може да го очисти човекот од неговите гревови, што очигледно не успева да го направи, дали постои било каков друг пат да се постигне спасение? Животот во грев после се е полош од смртта. Во одговорот на тоа јас велам, врз основа на моето лично искуство, дека од постанокот на човекот до ова време постоел само еден пат на избегнување на гревовите и непослушноста. Кога човекот вистински го препознае Бога преку категорички аргументи и светли знакови и на вистина е во состојба да го забележи, тој сваќа дека Божјото проклетство е оган што проголтува, и кога Бог му ја манифестира својата убавина, тој сваќа дека во него лежи совршено блаженство. Сите препреки помеѓу него и Божите возвишености и убавини исто така се подигнати, и единствено тоа може да го скроти самољубивите страсти и да ја произведе вистинската реформа. Мојот одговор може да предизвика реакција. Зарем ние не веруваме во Бога? Зарем ние не се плашиме од него? Зарем ние не го сакаме? Зарем сите луѓе со исклучок на мал број не веруваат во него? И зарем оние сепак не прават секаков вид на грев? И зарем не се вплеткани во секаков вид на зло и безбожност? Јас велам дека е голема разликата помеѓу верувањето и вистинската свесност. Не велам дека секој кој верува е во состојба да се воздржи од гревот. Јас велам дека само оној кој вистински го препознае Бога може себе си да се сочува од тоа, бидејќи тој го доживеал Божјиот страв како и Божјата љубов. Некој исто така може да праша: зошто шејтанот не го слуша Бога, а поседува свесност? Одговорот е: шејтанот не поседува вид на свесност која им е дадена на оние кои вистински ја заслужуваат. Човекот по самата своја природа е под влијание на знаењето и се чува подалеку од патот на уништувањето, кога го открие неговото страшно лице. Верувањето само значи прифаќање на нешто во добрата вера, но вистинска свесност значи всушност да се доживее тоа верување. जो शजर थे वो सारे हरे हो गए, शाखे गुल पे नया बरगुबार आ गया, शाखे गुल पे नया बरगुबार
Денес го завршивме 4-тиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот. Еселаму алейкум.